Набавните цени на голем број производи се намалиле, но некои трговци не ја намалиле профитната маржа поради што цените на тие производи во маркетите останале исти. Велат анализите на Државниот пазарен инспекторат кои се насочени на речиси 700 производи, изјави министерот Бесар Дурмиши. Податоците од Државен пазарен инспекторат за над 700 производи покажуваат дека во период од мај 2025 година до мај 2026 година просечните набавни цени кај основните прехранени производи, средствата за хигиена и производите се зголемени за 2,66%, додека просечните продажни цени пораснале за 4,56%. Тоа значи дека дел од растот на малопродажните цени на прехранените производи и другите производи се зголемува поради бруто профитната маржа кои што одредени трговци ја зголемиле оваа година, односно кога се намалиле набавните цени, они не ги намалиле своите цени. Меѓутоа, последниот тренд на трговското однесување покажува нешто друго. Од другата страна, најновата анализа што е направено, исто така за период март јуни 2026 година, значи за овој одреден временски период, пошто се направени две анализи, покажува поинаков тренд кај производителите, односно просечните набавни цени пораснале за околу 2,04%, додека продажните цени се зголемиле за само 0,16%, што значи дека трендот на зголемување на бруто профитната маржа крајните месеци е намален и цените се во стабилна фаза сега за сега. Во понеделник е закажана средба со производителите и дистрибутерите за продажните цени, со што Дурмиши верува дека дисциплината ќе се зголеми. Во однос на потрошувачката кошничка и незината пресметка, точен датум се уште нема, но Дурмиши верува дека таа ќе се пресметува најдоцна од крајот или почетокот на идната година. Македонија самостојно го решава правилото 90-180 кој се однесува на престојот на возачите во Европската Унија, со кое нашите транспортери имаат огромен проблем, изјави вице-премиерот и министер за транспорт и врски Александар Николовски. Веќе се договоривме со Швајцарија, се договоривме со Хрватска, во финална фаза сме на договор со Словенија, се договоривме со Романија, во финална фаза сме на договор со Австрија и со Германија, за Грција и за Бугарија веќе функционира, односно се водат како прекогранични зони и таму воопшто и не се бројат овие денови на престој. Николовски потенцира дека нашата држава не е дел од ниту една група која проблемот се обидува да го реши на поинаков начин. Ова прашање го водиме самостојно, од причина што ова прашање од одредени други земји е злоупотребено. Дел за естрада, дел за политички поени таму и се што кажа од тие соседни држави до сега не се реализираше. Тоа може само да не донесе до забуни и да нанесе сериозна штета на домашното стопанство. Вице-премиерот и министер апелира да не се потпаѓа под влијание и пропаганда од други земји, а во врска со проблемот. Да не се потпаѓа под туѓи пропаганди и да ние си ја гледаме нашата работа. Во моментов сум апсолутно задоволен како се одвива нашата работа и како се решаваат проблемите за нас. А што ќе прават другите? Тоа е нивна работа и оставам на нив да ги кројат своите политики и своите стратегии. Проблемот на транспортерите е во тоа што нашите возачи во Европската Унија имаат третман на туристи и не смеат на низината територија да престојуваат повеќе од 90, а во рамките на 180 дена. Пробивањето на рокот се санкционира со високи казни, забрана за влез и други санкции. Зад случајот Талир 2 стои сценарио. Контролираното судство ја спречи заплената на криминалниот имот и го спаси Никола Груевски, обвинуваат денес од СДСМ. Политичкиот прогон на поранешната власт на Венко Заев и корумпираното СЈО на чело со Катица Јанева, која заврши зад решетки, и незината партнерка Ленче Ристоска кон ВМРО ДПМН, го доби крајниот епилог. Реагираат ВМРО ДПМН. Има ли поголем доказ за она што СДСМ го говори со месеци, за смислената партизација, за постепено чекор по чекор преземање контрола од страна на власта? Има ли поголем доказ зошто не се спроведуваат реформите во правосудството? Се потврди се. Зад игрите со предметот Талир 2 стои сценарио за да се спречи конфискацијата на криминално стекнатиот имот на ВМРО ДПМН
и за да се спаси Никола Груевски. Поранешната обвинителка Ленче Ристовска откри шокантни детали дека предметот бил одложуван и развлекуван. Политичкиот прогон на поранешната власт на Венко Заев и корумпираниот Совет за јавни обвинители на чело со Катица Јанева, која заврши зад решетки, и незината партнерка Ленче Ристовска, кон ВМРО ДПМН го доби крајниот епилог. Ленче имаше 7 години да го реши случајот, напротив го затрупа во политички окови. Правдата конечно е задоволена, а се докажа дека овој случај не е ништо повеќе од политички монтиран случај, кој своевремено имаше други цели, а тоа беше прогон врз функционери на ВМРО ДПМН за промена на името. Стои во реакцијата на ВМРО ДПМН. 54 годишен македонски државјанин кој се наоѓал во притвор во албанскиот град Валона починал откако доживеал срцев удар. Според албанските медиуми тој бил пренесен во регионалната болница во Валона, но лекарите не успеале да му го спасат животот. Надлежните органи во Албанија ја истражуваат причината и околностите на смртта. Тој бил уапсен во април годинава откако во стан што го користел биле пронајдени кокаин, марихуана и друга опрема поврзана со дрога. Тешка сообраќајна несреќа се случи денеска попладне на покраинскиот пат Полигирос Агиос Николаос на Халкидики во соседна Грција, во која животот го загубија маж, жена и едно од нивните 2 деца, што се наоѓале во возилото, пренесува грчкиот весник Прототема. Несреќата се случила кога автомобил со молдавски регистарски таблички во кој патувало семејството се судрил со цистерна. Мајката и едното дете, за кое грчките медиуми пишуваат дека било бебе, починале на самото место, додека таткото на повредите им подлегнал подоцна во болница на Халкидики. Единствено преживеано е друго малолетно дете кое е хоспитализирано. Србија не ја потпиша заедничката декларација во Киев на саметот Украина Југоисточна Европа, пренесуваат српските медиуми повикувајќи се на изјава на претседателот Александар Вучич. Во изјавата по саметот Вучич не прецизира зошто тој не се потпишал на декларацијата, но потврди дека бил единствениот меѓу присутните представници. Јас сум единствениот што не стави подпис на таа декларација. Погледнете го текстот или можеби доправа ќе ви биде доставен. Веројатно ќе ви го проследат, па се ќе ви биде појасно. Нема потреба повеќе ништо да објаснувам, вели Вучич. Лозарите не се задоволни ниту оваа сезона со понудената откупна цена од страна на Министерството за земјоделие, кое соопшти дека за вранецот ќе се плаќа 21,8 и 20 денари за килограм за смедеревката. Реалната цена е најмалку од 25 смедеревката, 30 вранецот. И тоа не е голема цена, али да видиме спрема винариите што го продаваат наливното вино, пошто 80% го земаат винарите наливно и така да имат рачун да обстанат и винарите, а и ние да обстанеме. За тековата година, во 2026 година, уште во февруар месец ние изработиме спецификација за цена на грозјето со експерти од Франција, од Италија и агрономи од нашата земја. Минимум цента треба да биде 36 денара производна по килограм грозје. Според лозарите, методологијата за пресметка треба да се коригира од следниве причини. Институтот за земјоделие цената на грозјето ја изработува по начинот и методологијата пропишена од министерот за земјоделие. Меѓутоа да бидеме најасно, цената на грозјето ниту ја изработува Институтот за земјоделие, ниту ја изработува Министерството за земјоделие. Цената на грозјето доаѓа од моќта, односно од винариите. Затоа што методологијата е институтот да донесе цената, како сега оваа година 17 денара, 12 производна цена на вранецот, 16 на смедеревката. И до заработувачка на лозарите 25%. Тоа е 20% неизлевани 4 динара. Таа методологија треба да биде од 35 до 40% заработувачка од килограм гројзе на лозарот. Решение за долгогодишниот проблем со откупените цени е и либерализација на извозот на винско грозје. Слободен извоз е дозволен од 2016. И гројзето оде во гајба или во цистерна. Тоа гројзе во гајба и во цистерна толку од цела Македонија се извозува во Србија, во Хрватска, во Црна Гора,
околу 2 милиона, 2,5 милиона, затоа што бербата трае 10 дена. В случај да не може владата да се договорат со визбите, да го најдат решение да се откупе грозјето, тогаш треба да се најде начин да се отворат границите, да се изнесе тоа грозје. Во случај да не можат и границите да се отворат, тогаш да се направи интервентен откуп, да тоа грозје негде се складира во државата, значи да се најде начин да се откупи тоа грозје. Објавените цени сериозно ги иритираат производителите кои тврдат дека со нив само ќе констатираат уште една неисплатлива сезона и нивна екзистенцијална неизвестност. Македонија годишно произведува околу 120 милиони килограми грозје. Колкава ќе биде годинашнава реколта засега предвидување нема, но лозијата просечно се во добра состојба. Од почетокот на месец јули 2026 година на територијата на Република Северна Македонија потврдени се вкупно 10 нови жаришта на болеста сипаници кај овци и кози, а од нив 4 се во источниот регион. Болеста е потврдена во одгледувалишта во село Саса, општина Македонска Каменица, Соколарци, општина Чешиново Облешево, Бигла, општина Делчево и Малино и Косевица, општина Свети Николе. По добивањето на согласност за локацијата за закупување на животните, Агенцијата за храна и ветеринарство ќе продолжи со депопулација на животните во новопотврдените жаришта во Македонска Каменица, Делчево и Свети Николе. Досега агенцијата изврши депопулација на над 1400 животни. Агенцијата за храна и ветеринарство одржа работна средба со представници на Сдруженијата на одгледувачи на овци и Сојузот на одгледувачи на овци на Македонија со цел запознавање на моменталната епидемиолошка состојба со болеста сипаници кај овци и кози во Македонија. Се решава проблематичната инфраструктура на улицата Драги Крупишки во Штип. Таму имаше премногу дефекти. Асфалтот беше во лоша состојба, а притисокот на водата не беше добар. Оваа улица ги поврзува населбата Дузлак со населбата Света Недела. Во минатото оваа улица имаше неколкукратен проблем. Пред се со честите дефекти на водоводната линија, која не соодветствуваше со потребите на жителите од населбата Света Недела, а поради честите дефекти, асфалтната маса во минатото беше целосно оштетена и амортизирана. Поради оваа причина најнапред одвоивме повеќе од 2 милиони денари за промена на и замена на старата несоодветна водоводна мрежа со нова преку јавното претпријатие ИСАР. Сега течат активности за подобрување на притисокот и на водата. Покрај активностите кои се превзедоа за промена на водоводната мрежа, на трасата каде што веќе се завршени активностите со подземната инфраструктура, почнуваме со нанесување на асфалтна маса и асфалтирање на улицата која ги поврзува населба Дузлак со населба Света Недела. И за оваа намена се одвоени 2 милиони денари, практично нешто повеќе од 4,5 милиони денари е вкупната инвестиција која како локална самоуправа ја вложуваме овде за обнова и реконструкција на инфраструктурата на потегот помеѓу населба Дузлак и населба Света Недела. Паралелно во Штип се одвиваат градежни работи на повеќе места. Се работи на улица Питугули, се работи на улица Христијан Карпош, се работи на кружниот тек на булевар Партизанска. Очекувам следните 2 дена да бидат изасфалтирани позициите на овие улици кои предмалку ги напоменав и да продолжиме со други активности кои се предвидени во програмата и планот за работа на општина Штип. Со оглед на големиот број активности, честите прекини на водоснабдувањето се нужни, поради што градоначалникот Јорданов апелира на граѓанско трпение, бидејќи во прашање е заедничко добро. Во Пехчево започна реконструкцијата на улиците Илинденска, Мирчаацев и Даме Груев. Целта се знае, целта е оправдана за подобрување на патната инфраструктура во Пехчево и подобрувањето на животот на самите граѓани. Се работи за капитален проект, низелба на улица Илинденска со крак од Даме Груев и Мирчаацев. Се работи за реконструкција на тврдата подлога асфалт и поставување на атмосферска канализација. По овој, во Пехчево следува реализација на други капитални објекти за кои општината има елаборати и финансиска конструкција. Во план е реконструкција на патниот на локалниот пат, регионален пат Пехчево-Делчево до село Црник. Другите не се завршени. Имаме уште неколку други капитални проекти, реконструкција на целата водоводна мрежа. Веднаш почнуваме подготовка за наредни улици кои треба да бидат во
подготовка за изработка во поистиот терк. Значи исто со изглед на атмосферска канализација и тврда подлога асфалт. Пехчево, една од најмалите општини, има постојана развојна компонента во сите сфери од живеењето. Капиталните инвестиции бележат рекордно ниво во последните 2 години, а приоритет се економијата и подобар животен стандард и услови за живеење. По иницијатива на градоначалникот Гоцевски, општина Делчево го започна процесот на формирање Совет за туризам, создавајќи нови можности за промоција на природните, културните и туристичките потенцијали на градот и платформа за соработка меѓу локалната самоуправа, хотелиерите, угостителите, туристичките работници и бизнис секторот. Целта на Советот за туризмот е да ги скоординираме сите активности кои што се потребни на еден турист, да го зголемиме нивото и квалитетот на услугите во угостителските објекти, во сместувачките капацитети, но и општината да го зголеми, значи, престојот на туристите со пружање на поголем дел на услуги, посебно во делот на уредување на туристичките локалитети, на нивно обележување и поставување на соодветна сигнализација и сигналитика. Бизнис заедницата и граѓаните со позитивен фидбек. Оваа идеја најде на добар одзив и позитивно беше оценета од страна на бизнис заедницата, но и од страна на граѓаните со своите реакции на социјалните мрежи. Мислиме дека ово е само првичен состанок и дека истиот ќе продолжи преку формирање на Советот, преку формирање на тела на Советот, донесување на правилник и сите потребни документи за функционирање на ваков тип на Совет. Општината веќе преку проект на Европската Унија изготвува документација за туристичко поврзување со соседна Бугарија. Во истиот момент општина Делчево преку проектот Европската Унија работи на стратешка документација во делот на туризмот, заедно со општина Благоевград, каде што ќе направиме заеднички напори да подготвиме тури за туристите, не само за туристите од Република Македонија и овој дел од Република Бугарија, туку и пошироко како една интегрирана туристичка понуда, која ќе има тури и понуда за 1, 2 дена, 3 дена, а зошто не и повеќе доколку има интерес кај самите туристи. На иницијативната средба беа разгледани идните активности и можности за подобра промоција на туристичките потенцијали со цел Делчево да се позиционира како препознатлива туристичка дестинација во Македонија. Од 27 до 29 август во Берово ќе се одржи големиот етнофестивал, за кој веќе програмата е утврдена. Фестивалот го опфаќа и етаблираниот саем на традиционални малешевски производи, Малешевијата на Дланка, како и богата културно-забавна програма со настап на бројни културно-уметнички друштва од Берово и регионот, како и Синтезис, Браво бенд, DJ Драж, Давид Темелков, Гоца Тржан, Тропико бенд и други. Завршната фестивалска вечер ќе припадне на Етно Малеш, Малешевски зурли и тапани и други изведувачи. Манифестацијата е со долга традиција и таа на градот и општината и нуди економска промоција, особено во делот на туризмот и традицијата. Овие 3 фестивалски денови Берово живее со полн капацитет. Градот е исполнет со посетители од целата држава, но не само од државата, туку и од странство кои што доаѓаат нели да почувствуваат нашата позната автентична малешевска атмосфера. Фестивалот, но не и само тој, туку и нели и саемот, Малешевијата на Дланка, ги промовираат локалните производи, традиционалните занаети, богатата гастрономска понуда, со што на некој начин се зајакнува препознатливоста на регионот како туристичка дестинација. Ваквите фестивали се уште се потребни на градовите, на малите места, бидејќи по-успешните фестивалски денови тие имаат долгорочна на некој начин долгорочен ефект врз целиот регион. Репортерка на КТЛА 5 во Лос Анџелес покажа извонреден професионализам кога голема лебарка ислета на вратот за време на емитување во живо. Репортерката очигледно ја почувствувала лебарката на вратот или додека поминувала преку незината облека, но не дозволила тоа да ја вознемири. Го завршила извештајот како ништо да не се случило. Една корисничка на Facebook напиша како воопшто не трепна, јас би го фрлила микрофонот, би вреснала и би избегала.
Утре времето сончево и многу топло, со температури до 35 степен. Ветрот ќе достигне брзина од 10 км на час. Влажноста на воздухот ќе биде 35%. Температурите по градови се следните: Штип 35 степени, Карбенци, Пробиштип, како и Чешиново, Облешево со 34 степени, во Кочани 33, Виница, Македонска Каменица и Делчево исто така со 33 степени, во Пекчево 29 и во Берово 28 степени. Според христијанскиот календар, православните верници утре си спомнуваат за Свети Андреј, католиците на Алексие,